Добро вечер во 360 степени. Ако не се случи некоја драматична промена, 2023 нема да биде изборна, а во наредната 2024 ќе треба да се одржат и председателски и парламентарни избори. Веќе почна заземањето политички позиции во однос на прашањето дали изборите в година треба да бидат одвоени или да се одржат заедно. Во сето тоа се разбира има многу партиски калкулации поврзани со очекувањата дека едната или другата варијанта на една или друга политичка групација може да и донесе предност. Какви се законските рокови, а какви подетално и зошто се такви партиските ставови, вечерва ќе разговараме со Марко Картолица, доцент на Правниот факултет Јустинијан I при УКИМ. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер. Инаку Картолица предава политички систем. Точно. Така. И Благојче Атанасовски, магистар по политички науки, политиколог, студент на Картолица. Да. Добро, благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. Ќе почнеме со доцент Картолица и тоа со прашањето за законските рокови. Што велат тие во однос на изборите што треба да се одржат в година? Председателски и парламентарни. Да, благодарам на поканата. Наредната година навистина ќе биде интересна, имајќи предвид дека ни следуваат редовни првенствено председателски избори, а понатаму би требало да имаме и редовни парламентарни избори. Кога станува збор околу роковите, би почнал првенствено со председателските избори и тука би рекол дека е релевантен членот 81 од нашиот устав, кој говори дека изборот на новиот председател се врши во последните 60 дена од мандатот на претходниот председател. Доколку погледнеме, мандатот на председателот Пендаровски завршува на 12 мај 2024 и практично во 60 дена последните 60 дена од неговиот мандат ќе треба да ги имаме председателските избори. Иако повторно имаме еден вид на нејасна норма во поглед на изборот на председател, сепак ако погледнеме идејата на нормата и духот на нормата е да се обезбеди континуитет помеѓу претходниот председател и новиот председател. Тоа би значило до 12 мај в година да имаме избрано нов шеф на држава. Точно. Значи, председателот на собранието при распишување на председателските избори ќе треба да биде внимателен и негова обврска ќе биде да точно предвиди практично да сите изборни рокови точно и целиот изборен процес за избор на председател заврши пред 12 мај, односно би рекол 11 мај, за да може новиот председател да ја преземе в председателската функција на 12 мај. Иако да бидеме до крај прецизни, Уставот предвидел и ситуација во која што нема шеф на држава, во таква ситуација председателот на собранието е веде шеф на државата. Точно, тоа е членот 82, но по мене вистинската насока во која треба ние да се движиме е да председателот нов биде избран и се обезбеди континуитет, да избегнеме состојба во која би имале дисконтинуитет помеѓу стариот председател и новиот председател со цел да избегнеме било каква неизвестност. Сега ако се земат предвид околностите и тоа дека прилично високо е поставен прагот во првиот круг за избор на шеф на држава и веројатноста од два изборни круга, сите други изборни рокови, веројатно председателските избори ќе треба да се одржат негде или при крајот на март или почетокот на април, за да може да биде завршено сето тоа што вие зборувате за до 12 мај да имаме шеф на државата. Така, значи ние би требало тука да бидеме внимателни во поглед кога ќе биде првиот круг, бидејќи да, теоретски постои можноста кандидатот да победи и во прв круг, меѓутоа прилично е висока потребниот број на гласови за да имаме победник во прв круг, бидејќи се бара мнозинство од вкупниот број на избирачи запишани во избирачкиот список. Тоа неминовно ќе наметне потреба од втор круг. Покрај земањето во предвид кога би бил вториот круг, односно 2 недели по првиот круг, мора да се земат во предвид и роковите кои што се врзани за приговори кон ДИК, како и тужба кон управниот суд. Практично ние би требале, односно председателот на собранието би требал да биде внимателен сите овие рокови да ги земе со цел да остави можност ДИК да ги прогласи председателските избори за завршени и новиот председател да се стекне со уверението за да можеме да продолжиме кон следната фаза. Сега што е со роковите за парламентарните избори? Ова собрание е конституирано на 4 август 2020 година.
Така. И има мандат од 4 години. Точно. Во поглед на парламентарните избори, Уставот во членот 63 говори дека парламентарните избори се одржуваат во последните 90 дена од мандатот на стариот собраниски состав. Во таа насока, доколку од 4 август ние се вратиме 90 дена назад, ќе забележиме дека поклопувањето помеѓу роковите за избор на председател и роковите за одржување на парламентарни избори се навистина куси, односно ќе се вратиме назад негдека до почетокот на мај, односно 7 мај, што би оставило само 5 дена разлика помеѓу можноста за спроведување на парламентарни избори и втор круг од председателски избори и истекот на мандатот на председателот. Практично 5 дена ќе биде прекраток рок за да ние дојдеме во ситуација каде што изборот на новиот председател ќе го спроведеме пред истекот на мандатот на стариот председател. Би влегле во ситуација ако тргнеме по тоа сценарио со знаење дека изборот на новиот председател ќе се случи по истекот на мандатот на председателот. Сакате да кажете ако се оди на заеднички избори, парламентарни и председателски. Атанасовски, повеќе очигледно е дека кога ги анализираме редовните роковите за редовни избори, практично е невозможно да имаме редовни избори такав година. Јас секогаш сум бил противник на тоа да имаме споени избори. Во минатото многу пати политичките елити под претекстот дека треба да се заштедат финансиски средства од буџетот на Македонија за организирање на избори спојувале председателски со парламентарни, па дури и председателски со локални избори. Уставните експерти велеле дека тоа не е во ред, бидејќи дефинитивно изборите за избор на председател, за локални самоуправи, за советници и градоначалници, за собраниски состав се три типа на различни избори, бидејќи граѓаните добиваат различна политичка понуда, ингеренциите на избраните и потоа именуваните функционери се многу поразлични и доколку ние се доведеме во ситуација да имаме избор на председател и нов собраниски состав, тогаш кампањата ќе биде целосно измешана, бидејќи пораките ќе бидат упатени према гласачите само врз база на политичка подобност за да гласате одредена политичка партија, односно нема ние да се сосредоточиме на квалитетот на председателскиот кандидат кој треба да го избереме за нов шеф на државата. Повеќе ќе падне политичката реторика на едноставно победа на парламентарните избори за владеачката партија или доаѓање на опозицијата на власт. Таа гледна точка јас сум противник секогаш изборите да бидат споени, но како што дискутираше мојот соговорник, дефинитивно и законските утврдени рокови одат во насока дека наредната година, доколку се случат редовни парламентарни избори, во ситуација ние ќе имаме дефинитивно одвоени председателски парламентарни избори. Но, доколку го гледаме ракурсот и реториката на владеачките политички партии, од сега се вели дека, дури мислам дека и премиерот Ковачевски има кажано дека прво ќе следуваат законски председателските избори пролетта, кон крајот на март и почетокот на април, па потоа ќе следуваат редовни парламентарни избори, дека нема да има предвремени парламентарни избори, бидејќи доколку во вистинска смисла се случат редовни, тие ќе бидат одвоени. Но, доколку кај нас се знае има политичка согласност меѓу опозицијата и власта, тогаш може многу лесно собранието да се распушти во предвидениот рок и едноставно да се случат предвремени парламентарни избори кои ќе бидат споени со председателските под притисок на опозицијата. Но се соочуваме со дефинитивно различни стојалишта. Мислам дека владеачката партија СДСМ заедно со сите коалициски партнери оди во насока да договори еден председателски кандидат заедно со, условно кажано, етничко албанските политички партнери, пред се во прв ред тука мислам на Демократската унија за интеграција Алијанса за албанците, сметајќи дека на куп ќе ги собере што повеќе гласовите од сите етнички заедници, презентирајќи го владеачкиот кандидат и дека на тој начин ќе победи фактички СДСМ со својот кандидат и на бранот на таа евентуална победа
ќе се создаде еден вид на кревање на моралот на членството, на симпатизерите, дека после победата на председателските избори би следувала номинално и победа на парламентарните избори. Сето тоа, мислам дека овие калкулации на лидерот на опозицијата му се јасни. Мислам дека тој во јавноста и даде една теза дека доколку не бидат, ако веќе наредна година се случат парламентарни избори, бидејќи знаеме реториката на лидерот на опозицијата во изминативе месеци, па и повеќе од година, дека тој постојано инсистира за предвремени парламентарни избори, но гледаме дека тие не се случуваат, и даде изјава во својство дека доколку парламентарните избори се одржат во редовната 2024 година, тој ќе инсистира тие да бидат споени со претседателските избори. Доколку тоа не се случи, ВМРО-ДПМН како најголема опозицијска партија ќе ги бойкотира изборите, односно нема да постави свој претседателски кандидат, што ја отвара можноста, односно опцијата за условно кажано институционално пропаѓање на изборите доколку не се постигне потребниот цензус од излезност на 40 плюс 1 во вториот круг, велиме. До сега ние не сме имале случај на отворен бојкот на едно од доминантните политички партии. Збориме двете, генерално од левицата и од десницата, за бојкот на претседателски избори, и тоа би било навистина опасна ситуација каде што ќе се отвори една уставно-институционална криза доколку ние законски не може во вториот круг да го постигнеме цензусот на излезност од 40% плюс 1 излезен гласач. Особено што веднаш после тоа треба да се влезе во парламентарни избори, парламент распуштен, председател на распуштен парламент кој што треба во исто време да биде и веде шеф на државата. Председателот на собранието ќе треба да ги распушти изборите, тука ќе распише изборите, да го распушти стариот парламент, тука ќе заврши мандатот нели на сите избрани пратеници во тој собраниски состав, вклучително и на председателот на собрание. Од друга страна, тој председател на собрание во оваа хипотетичка евентуална ситуација треба да биде вршител на дложност на председател на држава. Јас искрено се надевам дека во такво сценарио нема да влеземе, бидејќи наредната година треба веќе да ги имаме почнато преговорите со Европската унија, доколку се случат уставните измени оваа година, како што е предвидено со завршување на скрининг процесот до крајот на ноември, бидејќи и лидерите, да кажам, и евробирократите од Европската унија постојано потенцираат дека во ноември завршува скрининг процесот, веќе во декември или почетокот на јануари идната година Македонија конечно после 17 години треба да го отвори првото поглавје со Европската унија. Сметам дека како држава која чекала 17 години по добивање на кандидатскиот статус за членка на Европската унија да ги отвори преговорите, и доколку ние ги отвориме преговорите би било многу несериозно во очите на Европската унија да влеземе во таква невидена институционална криза, бидејќи тогаш ќе треба ние да се занимаваме апсолутно со други прашања од типот на владење на правото, средување во состојбите во судско-обвинителскиот систем, а ние де факто ќе влеземе во една институционална тешка уставна криза која не доликува на земја која треба да преговара со Европската унија и да стане полноправен член. Иако под голем знак прашалник е дали уставните измени ќе се случат во текот на оваа година, но тоа е збориме хипотетички, друга тема. Да. Картолица, што вели досегашното искуство од независна Македонија? Имало ситуација во која што шеф на држава е биран надвор од овие рокови за кои што зборувавме? Точно, ако погледнеме, ние имаме такво искуство. Имено на изборите председателски 1999 година, председателот Борис Трајковски е избран за председател по истек на мандатот на председателот Глигоров. Практично председателот на собрание во 1999 година прилично доцна ќе ги закаже изборите, или да бидам попрецизен, вториот круг ќе биде само 5 дена пред истекот на мандатот на председателот Глигоров, и со тоа практично ќе имаме состојба каде што Државната изборна комисија нема да има објективно доволно време да постапи по сите приговори и да целиот процес за избор на председател биде Тогаш имаше и прегласување, така? Тогаш состојбата беше уште по-комплицирана, бидејќи имавме и прегласување, така што мандатот на председателот Глигоров заврши на 19 ноември 1999 година, додека председателот Борис Трајковски започна да ја врши председателската функција дури на 15 декември 1999 година. Во тој период, значи вакуум, беше активиран членот 82, каде што председателот на собранието стана воедно
ја Дали е тоа извршуваше. единствената таква ситуација? Интересен е и примерот од председателските избори во 2004 година, иако они се сосема различни од моменталната состојба, бидејќи станува збор за вонредни председателски избори по смртта на председателот Трајковски. Тука нашиот устав говори дека изборот се врши во рок од 40 дена. 40 дена е навистина кусо и во тој случај во тие избори имаме состојба каде што првиот изборен круг е во рамки на тие 40 дена, додека пак вториот изборен круг и изборот на председателот Црвенковски е по тие 40 дена, но овде треба да имаме во предвид дека практично дисконтинуитетот ради трагичниот настане секако настанат помеѓу стариот председател и новиот председател. По таа логика, апсолутно таа состојба се разликува од моменталната и многу посоодветен пример е овој пример од 1999. Она што исто треба да го земеме во предвид, во поглед на редовните парламентарни избори, да не заборавиме дека мандатот на пратениците, без разлика во оваа насока на распишувањето на изборите, сепак мандатот на пратениците е негдека до 4 август 2024 година. Зборувам ако одиме со редовни парламентарни избори. Сега, што се плусевите, што се минусите на одделни на заеднички избори, да речеме? Така. Доколку погледнеме во оваа насока, заедничките избори имаат голема финансиска логика. Практично во период на економска криза, идејата да се оди заедно на избори ќе заштеди доста финансиски средства. Тоа е еден од аргументите на опозицијата актуелно. Така, вториот битен момент е она што веќе го спомнавме, вториот изборен круг. Во вториот изборен круг за председателски избори имаме потреба од излезност од 40%. Дури и да немаме бојкот, податоците околу излезноста во последните години покажуваат тенденција која загрижува, односно пат на излезност која политичките елити ја припишуваат на страф од коронавирусот, но јас би рекол дека големо влијание има и од разочараност на македонските граѓани од политичката понуда. Нагласена апатија, да. Така. Факт е дека ние и во претходните председателски избори 2019-2014 година имавме страв дали овој цензус ќе биде постигнат. Предпоставувам дека во 2024 ова прашање многу повеќе ќе не плаши. Ова е многу релевантно и ова е неколку пати низа години детектирано од страна на ОПСИ и ОДИХР и во извештаите на ОПСИ и ОДИХР се дава препорака ваквото барање, односно услов за излезност од 40% во вториот круг да биде отстранет, меѓутоа нашите политички елити се уште немаат храброст и решителност. Тоа е уставна одредба, тоа е амандман на уставот, усвоен мислам дека 2009 година во пресрет на тогашните председателски избори, така што треба со 2/3 тоа да се менува евентуално. Так. Во оваа насока доколку се оди заедно на избори, предпоставката е дека вториот круг ќе биде организиран со парламентарните избори, ќе се зголеми бројот на луѓе кои што ќе излезат, бидејќи мотивацијата за парламентарни избори ќе биде поголема. Тоа ќе се преслика понатаму и врз излезност за председателски избори. Ајде сега кога сме кај оваа точка малку да анализираме. Вие зборувате за варијанта во која што би се случиле предвремени парламентарни избори заедно со вториот круг од председателските избори. Сега, првото теоретско прашање што се поставува тука е дали воопшто може да зборуваме за втор круг председателски, кога председателските избори теоретски велам може да завршат во еден круг. Така, Атанасовски? Така е, теоретски може, бидејќи тоа и покрај тоа што не се случило, мора да ги земеме сите варијации на теоријата. Сметам дека таков пример имавме во 2014 година, во вториот круг, кога беа закажани парламентарните избори, беа споени. Првиот круг беа само председателски, за 2 недели потоа беа парламентарни и председателски. Тоа што го збореше и соговорникот Кратолица, одговара на владеачката политичка елита во тој момент, бидејќи мотивацијата е многу поголема за излезност на парламентарни избори. Морам да напоменам дека ние не само што треба да размислуваме
работуваме во насока да се тргне тој цензус од 40%. Беше и 50 за изборот на поранешниот председател Бранко Црвенковски во 2004 година, потоа со договор на политичките елити од 2009 кога го избра Ѓорги Иванов првпат за председател беше спуштен на 40%, но гледаме дека и со тивок бојкот или со апатијата на граѓаните и на разочараните гласачи, дефинитивно во последните изборни циклуси и за локални избори, и за парламентарни избори дури имавме ниска излезност од 48%, особено за председателски избори во вториот круг, ние може и де факто да немаме експлицитен бојкот од условно кажано страната која ги губи изборите во првиот круг од председателските избори, во вториот круг самите граѓани да не се доволно. Сега тука не треба да превидуваме еден друг аспект, тука има еден друг влог, тој се вика факторизација или дефакторизација на партиите на албанците. Бидејќи без тој 40% услов за излезност во вториот круг, тие ќе сметаат дека се дефакторизирани. Вака играат важна улога во изборот на шеф на држава. Така е, но мислам дека после 32 години практицирање на повеќе партиска демократија, ние дефинитивно мора да го напуштиме принципот на етнички поделени блокови, пред се на етнички поделени партии кога станува збор за избор на председател. Мислам дека Македонија како држава која е полноправна членка на НАТО алијансата и членка и држава која постојано вели дека е апсолутно подготвена да ги почне преговорите со Европската унија, не треба да се наоѓа во вид на еден тип на фактичка етничка федерација, каде што постојано ние ќе имаме меѓу елитите подвоеност по етничка основа. Мислам дека македонските граѓани, без разлика дали се етнички македонци, етнички албанци или од останатите помали етнички заедници, особено кога станува збор за избор на шеф на државата, председател на државата, најмалку што треба да е битен етничкиот елемент. Мислам дека ние треба да созрееме како општество, без разлика дали кандидатот за председател на држава е етнички македонец, етнички албанец, етнички турчин и од останатите етнички заедници, сите граѓани треба да ги гледаат неговите карактеристики пред се и неговата способност, како тој би ги обавувал прерогативите кои функцијата му ги носи, се со цел да ја представува државата и на внатрешно политички, но особено на дворешно политички план како тип на политичар кој ги застапува сите граѓани. Мислам дека ние треба во таа насока да созреваме политички, општествено и јавното милје да цели во таа насока, а не да се прават тие комбинаторики, бидејќи доколку се тргне цензус од 40% ќе се дефакторизираат албанците, односно политичките партии на етничките албанци, кои за жал секогаш прават и математики и комбинации со условна поддршка на кандидатот на одредена политичка партија во вториот круг. Мислам дека Македонија како држава и како општество треба да се надмине самата себе, како што кажав, повеќе од 3 децении практицирање на повеќе партиска демократија, особено за држава која вели дека треба да стане членка на Европската унија. Мислам дека никаде во Западна Европа, во високо развиените демократии не се гледа етничката принадлежност на кандидатот, особено за кандидат за председател на држава. Картолица кога сме кај плусевите и минусите. Предвремени парламентарни избори, заедно со председателски, во втор круг од председателските избори, значи еден друг проблем, а тоа е молкот за председателските во пресред на првиот круг ќе се совпадне со кампањата за парламентарните избори, така? Тоа го имавме, тоа го имавме како проблем и 2014 година. Веќе зборуваше Атанасовски Да, 2014 година го имавме. Пред малку кога говоревме зошто заедно, ова е еден од аргументите зошто изборите треба да бидат одвоени. Односно, неминовно е дека ќе биде потешко за институциите кога ќе треба да спроведуваат два изборни циклуси, односно избори за пратеници и избори за председател. Државната изборна комисија има искуство, меѓутоа секако ќе биде поголем предизвикот во оваа насока. 2014 година го решивме тој проблем со тоа што изборната кампања почна 2 дена порано за парламентарните избори, така се најде некое решение со кој сите беа задоволни.
Тоа што исто така треба да го земеме во предвид, нема цврста позиција во науката во поглед дали изборите треба да бидат заедно или одвоено, меѓутоа се дава еден вид на препорака да изборите бидат одвоени, затоа што очекувано е дека едните избори ќе бидат поважни од другите, дека ќе ги преклопат другите избори, вниманието околу и дека ќе влијаат врз исходот едните избори врз исходот на другите избори. Во таа насока обично во науката се препорачува, иако повторувам не се стои цврсто на тој став, да постои разлика помеѓу претседателски и парламентарни избори. Прашањето што исто така во оваа насока треба да се земе во предвид е ако одиме на предвремени парламентарни избори, тогаш прашањето околу роковите со претседателскиот стануваат безпредметни, бидејќи тука веќе ќе може да се темпира да предвремените парламентарни избори бидат организирани заедно со вториот круг на претседателски избори доволно навремено, за да може да се избере нов претседател пред истекот на мандатот. Атанасовски, веќе споменавме дека од ВМРО ДПМН и отворено веќе стигнуваат пораки дека ако бидат одвоени изборите, дека тие ќе ги бойкотираат претседателските избори. Колку е лесна или тешка политички таква една одлука и како би се бранела таа јавно, да речеме? Мислам дека е многу тешка политичка одлука вие да бойкотирате тип на претседателски избори, бидејќи како што напоменав да не се преповторувам, под хипотеза Македонија да ги има почнато преговорите со Европската унија, вие де факто ја туркате државата, општеството и самата политичка сцена во една нова институционално уставна политичка криза, каде што наместо ние како држава да имаме стабилни политички легитимни избрани институции кои ќе треба да се справуваат со инфлацијската криза веројатно и наредната година, војната во Украина, односно руската војна агресија во Украина не завршува, од аспект да имаме ние пополнети институции на системот со легитимни избрани представници кои ќе треба да ги решаваат обичните пред се проблеми и потреби на граѓаните, ние на тој начин Македонија би ја втурнале, би ја фрлиле во една институционална уставна криза и 2024 година дефинитивно ние потоа ќе се занимаваме самите со себе како да излеземе од таа уставно институционална криза. Може ли дозволете ВМРО да им дошепне на своите гласачи да не се грижат, дека после тие неуспешни претседателски избори секако ќе има нови претседателски, веројатно заедно со парламентарните, и дека тогаш е нивната шанса практично да го изберат шефот на државата? Може, дефинитивно. Едноставно да се даде, условно кажано, наредба до комитетите на таа опозицијска партија која е многу цврста, вертикално поставена со хиерархија на, како да кажам, командна моќ, тоа да се испочитува, но пак ќе напоменам, тоа е дефинитивно влез па во една институционална криза која е многу тешко да се изменаџира со, условно кажано, потоа нов политички договор. И пак ќе напоменам дека на тој начин ние ќе изгубиме голем временски период на менаџирање на таа институционална криза, односно практично ќе изгубиме цела 2024 година и едноставно институциите на системот ќе бидат во една лимбо ситуација, непополнети со избрани и именувани функционери, и Македонија дефинитивно не само што ќе треба да биде држава што преговара со Европската унија, отварајќи го првото и второто поглавје, Македонија ќе се перпетуира во нанова политичка криза, односно ние ќе се вратиме некаде на настаните од 2015, 2016, се до 2017 до 27 април, кога живеевме во една тешка парализирана држава, во една институционална криза, каде што самите граѓани беа под пресија и притисок, не знаејќи како тоа се ќе се регулира и ќе се реши. Мислам дека тие работи после 6, 7, 8 години наново да се враќаме не се адекватни за една држава и едно општество кое, што реков, треба да е зрело, да преговара ефективно и квалитетно со Европската унија, да ги исполни копенхашките критериуми, конечно да стане член на Европската унија. Полека привршуваме карторица, а опција ли е предвремени парламентарни заедно со прв круг претседателски? Има ли таква логика, да кажам? Теоретски постои, меѓутоа, доколку ги погледнеме аргументите, идејата е најмногу тие да бидат спроведени заедно со вториот изборен круг, бидејќи го
земаме во предвид моментот на цензусот, точно. Така што до сега сите опции кои јас сум ги разгледувал, секогаш сум размислувал дека заедничкото организирање на парламентарни и председателски би требало да бидат за време на вториот председателски круг. Да, добро. Мислам дека ова ќе биде тема во следните месеци во државава. Еве вечер во прв пат мислам дека отвораме малку подетално и во смисла на рокови и на опции и калкулации. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Благодарам за поканата. По рекламите е новата саботажа. Од нигде никаде и покрај тоа што постојано глаголот за потребата да се преживее. Наместо понтонски мост како на Неретва за да се спасат барем ранетите. Тие се фатија за мртвите и тоа за оние излеаните во бронза. Да се биде поголем ВМРО-вец од ВМРО-вците и со тоа да се привлече разочараниот десничарски глас и за новата тактика на левичарите. И ВМРО-вците ќе го добијат споменикот на видно место. СДСМ нема да се жали дека споменикот е на несоодветно место во судот што имплицира не знам што. И Левица како подносител на иницијативата, како нејзина идеја, исто така ќе биде победник. Ќосињата оснивачи пак упорно зборуваат за препознатливиот такт во кој се движи Македонија. Не може да утврдат каде се наоѓа земјата, бидејќи тие што ја водат, особено тие што сакаат да го преземат торото, играат со традиционалниот и неправилен ритм. Еден хрватски амандман напред, две македонски преамбули назад. Мислам дека само се прави драма без да има драма. Јас, значи, дури ваква драма правење од проблем кој не е проблем, досега и не сум бил сведок од 90-та година наваму. Меѓутоа сега не знам, ние паднати сме од Марс или што е ситуацијата. Таа формула ја имавме пред конфликтот 2001 година. За разлика од тие што добиваат третман на вонземјани, москавичните се прилично резолутни. Тие како свртничари се обидуваат транспортот да го насочат во некој спротивен правец, ставајќи до знаење дека Македомобилот мора да се движи по друга патека и ако треба да застане на диво паркиралиште. Штом бугарите идат лево, ние десно треба. Штом они во Европа, ние дженем Африка треба да патиме. Со нив никако. Не смее да се заборави постојано отворената понуда од таму и тајното инсистирање однатре да се операционализира вториот дел од референдумското прашање. Со сериозна доза на претенциозен локал патриотизам, сепак, меѓу редови се чита интенцијата да се биде во друштвото на поголемиот брат. Да ви обяснам што е српскиот свет, тоа ти е исто како Демиркапија и Неготино што се дел од Кавадаречкиот свет и Росоман, да речеме. Додека некои се занимаваат со историја, други ја прават. Како инаку да се протолкува втората епизода од покер серијата на разголување, во која наместо да се пука од среќа, ете некој се решава да цркне од мак. Сепак, иако не се знае кој го крие асот во ракавот, парче по парче, совлекувањето продолжува. Ајте, радувајте се, ве молам, радувајте се гради во држава, значи сите ќе имаат работа, ќе биде добро за цело општество, за сите граѓани и мислам дека мичката може ми да би ја поклона ако сакате. И на крајот, тие што ја покриваат црната маичка со црвен елек, од немајкаде решиле пак да досадуваат. Секој ден ќе бидеме рамо до рамо со народот, заради подобра иднина на татковината, а не затоа што наредната година има избори. Среќа што не е за избори, тогаш сигурно ќе беше гради в гради, може би и образ до образ, ако тој дотогаш се уште постои. Вака е само рамо до рамо, а тоа сепак служи само за плачење. Тука е крајот, пријатно до понеделник во 22:20.